Синдикатот на УПОС и Сдруженијето на судски службеници испрати последен апел до владата да го прифати нивното барање за зголемување на додатоци на платите на судските службеници. Тие се заканија со штрајк доколку нивните барања не се исполнат во најскоро време и побараа оставка од председателот на судскиот совет Зоран Караџовски, соопшти на денешната пресконференција првиот човек на УПОС Пеце Грујовски. Господин Караџовски на 36 издаде налог до председателите како известување од седница на судскиот буџетски совет во која постапи законито и ги извести председателите да подготват поединечни решенија за секој вработен и тоа едно решение за месец мај и јуни, а потоа и за секој нареден месец додека трае штрајкот. 6 дена подоцна ново известување од Караџовски го повлекува и вели со наредба до благајната сметководството на судот да се пресмета на платата со задршка од 40%. Со наредба не може да му се задржа никој работник. Синдикатот побара да им бидат вратени 40% од платите, кои им биле задржани за време на претходниот штрајк, како и зголемување на платите за 5%. Тие се незадоволни за тоа што зголемувањето на надоместоците го добија само судиите. Овие пари мора да им бидат вратени на штрајкувачите, бидејќи незаконски ги земаат и мораат да чувствуваат малку морална одговорност затоа што никој пат не се заложиле за правата на судската служба. Новата реакција на синдикатот дојде само по еден час откако председателот на судскиот совет Зоран Караџовски на брифинг со новинарите соопшти дека во новиот судски буџет не се предвидени средства за додатоци на платите на судските службеници. Имено, тој рече дека повисоки плати може да добијат само судиите, бидејќи тие имаат поголеми работни задачи, и дека задршката на платите за време на протестите е законска, и дека постапката ќе продолжава така и во иднина. Тој потенцираше дека Министерството за финансии не поднело забелешка околу одлуката. Инаку Караџовски спомена дека последното зголемување на платите на судиите било во 2012 година и дека доколку барањето било одобрено за додатоците на судските службеници, сите судии ќе се заканале со тужба, па така немало да останат средства во буџетот за наредната 2018-2019 година.